Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Работилница на тема "Создаваме вредности низ дружба и интеракција" се одржа во дневниот центар за лицата со попреченост. Истата беше во организација на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи во соработка со општина Кочани и Основното училиште Малина Попиванова. Со оваа активност беше одбележан 3 декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост. По повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост, представници од општината на чело со градоначалникот Илиев и од Основното училиште Малина Попиванова ги посетија децата згрижени во дневниот центар за лица со попреченост, каде што присутни беа и децата од специјалната паралелка во Основното училиште Малина Попиванова. Во организација на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Кочани, а во соработка со училиштето и општината, беше организирана заедничка работилница на тема "Создаваме вредности низ дружба и интеракција", во која што освен лицата со посебни потреби, корисници на дневниот центар, кои се 7 на број, учествуваа и уште 15 деца од паралелката за лица со посебни потреби во склоп на Основното училиште Малина Попиванова. Преку оваа работилница сакаме да испратиме силна порака за подигање на свеста на општеството кон оваа категорија на наши сограѓани и кои што представуваат значително фрагилна категорија на наши сограѓани и лица, кои што и со цел да ја поттикнеме дополнително социјализацијата и нивната инклузивноста на овие лица во општеството. Верувате, оваа социјализација и оваа инклузивност на овие лица за нас представува на врвот на нашата работна агенда. Би сакал да потенцирам дека и исто така и признанијата кои што Република Северна Македонија ги добива на овој план се исто така потврдени и на меѓународно ниво преку Комитетот за правата на лица со попреченост на Обединетите нации. Исто така се добиваат признанија кои што Република Северна Македонија и институциите кои што се во нејзин состав кои што третираат оваа проблематика ги добиваат. Мојата желба како пред се како директор, а исто така и како личност е да работиме хумано, да работиме тимски, мултидисциплинарно, институционално и да се поврзуваме со останатите институции кои што ја третираат оваа проблематика со цел на по-ефикасен начин да испрачаме резултати во општеството. Би сакал да напоменам и за одредени придобивки кои што согласно новиот закон за социјална заштита ги имаат лицата со попреченост, а тоа е дека секој родител кој што чувал дете до 26 годишна возраст, а кој што не било сместено, а се лице со попреченост, а не е било сместено во било каква институција, има право на надоместок согласно законот за социјална заштита, за право на трајна надоместок, а исто така и сите оние родители кои што имаат деца со попреченост, имаат право на скратено работно време до 50% во износ од 50% од просечната плата во Република Северна Македонија. За сите овие права во согласност со новиот закон за социјална заштита, лицата кои ги исполнуваат условите треба да се пријават во центарот и да се ги остварат истите, додаде Ковачев. И општината Кочани и одговорните постојано работат на подобрување на условите на лицата со попреченост, а на тој план ќе работат и во иднина. Минатата година знаете дека е отворен овде центарот за лица со попреченост, исто така преку апликација, односно со донација од швајцарците, во моментот се работи сензорна соба која што на вистина на лицата со попреченост ќе помогне во нивниот развој. Тоа покажува дека ние како локална самоуправа ги следиме модерните европските трендови и пробаме да направиме, односно да се вклучиме во овие трендови и да донесеме и опрема и да створиме услови со кои ќе ги подобриме секојдневниот живот на лицата со попреченост. Исто така во моментот исто така се финансира еден проект во училиштето Малина Попиванова и се гради игралиште, односно детско игралиште кое ќе биде наменето за лицата со попреченост. Освен ова, додаде Илиев, општината издвои средства за помош на лице на кое му се потребни пари за лекување и операција. Сензорната соба во Основното училиште Малина Попиванова е готова и за кратко време ќе биде подготвена да ги прими децата со посебни потреби. Како што напомена градоначалникот од нашето училиште, само ќе го исправам малку, е готова сензорната соба и само чекаме да дојдат како да кажем, луѓето кои ги одделија средствата финансиски за да се изработи таа, мислам да се изготви како што треба и да го направиме свеченото отварање на самата сензорна. Во тек изработка и мислам дека во брзо време ќе почне и реализација на
на како да го кажем, на адаптирање и на целосно реновирање на спортското игралиште, каде што спомена градоначалникот дека имаме значи и детско игралиште посебно за деца со посебни потреби. Во основното училиште Мајна Папиванова во моментов има 15 деца распоредени од прво до 9 оделение. И оваа сензорна соба и посебното игралиште ќе им биде од големо значење за овие деца, на кои навистина им е потребна помош за полесна социјализација и инклузија во општеството. Целта на одбележување на денот на лицата со попреченост е да се слушне нивниот глас, дека и не само на 3 декември, туку и во сите други денови од годината се еднакви. Потребите, барањата, можностите за секое дете се еднакви, а срцата и душите на децата со посебни потреби се почисти, беше речено на активноста. Општина Кочани ја организираше првата јавна презентација на нацрт предлогот за деталниот урбанистички план за градската четврт број 6. Се работи за просторот во потесното градско подрачје од десната страна на реката, во кој, меѓу другото, се лоцирани и трговскиот центар, градскиот пазар, болницата и околните објекти. Голем интерес кај граѓаните предизвика јавната презентација што ја организираше општина Кочани, а која се однесуваше на деталниот урбанистички план за градската четврт број 6, која всушност е дел од централното градско јадро. На презентацијата беа представени нацрт предлозите што изготвувачот на проектот фирмата Built Urban од Скопје ги вметнал како можни решенија за уредување на просторот од десната страна на Кочанска река. Беше речено дека градската четврт број 6 зафаќа простор од околу 125 хектари и се простира меѓу Кочанска река на исток, до улицата Стево Теодосиевски на југ и улицата Страшаер Бапче на запад, а од северната страна се движи по границата на генералниот урбанистички план на Кочани. Повеќето од присутните граѓани реагираа на одредени предлози изнесени во нацрт планот, со став дека не треба да се дозволи изградба на висококатници за да се избегне сообраќајниот метеж и загадувањето на воздухот. Исто така, имаше и забелешки за одделни парцели до кои е отежнат пристапот поради конфигурацијата на теренот, како и за нарушување на просторот поради висина на објектите што според планот би можеле да се изградат. Имаше бурни дискусии и предлози јавната презентација да се повтори на поголем простор, со оглед што беше оценето од и салата на Советот на општината е премногу мала за да ги прими сите заинтересирани граѓани. Сепак, од стручните служби во општината беше нагласено дека презентацијата е токму со цел да се слушнат ставовите на граѓаните и не станува збор за конечно решение. Нашите колеги од Built Urban од Скопје настојуваат во хармонија и сооднос со Оделението за урбанизам и комисиите за урбанизам во општина Кочани да направиме едно решение кое ќе биде во улога на граѓаните на град Кочани. Нашата постапка сегашна е точно да го доближиме овој нацрт план. Ние сега дискутираме за нацрт план кој е само пропуштено едно размислување и од кое ние ќе абсорбираме мислења од сите граѓани на Кочани кои се заинтересирани тесното градско подрачје да добие една физиономија која ќе не карактеризира на тамошните над 100 години па и повеќе се дури постои Кочани. Према тоа, оваа денешна расправа сакам да ги предупредам граѓаните дека не е свршен чин. Напротив, сега ја подотвараме вратата за соработка со нив. Секој посебно нека дојде помеѓу датите 2 декември оваа година и 3 јануари наредната година да дојде секој да пополни анкетен лист и се што мисли во врска со изложениот предлог да го напише тоа во кратки реченици, а може и да елаборира, да продолжи, да даде и повеќе од предвидениот простор во самиот анкетен лист, за да може неговиот предлог да биде сериозно сватен и да биде во состојба проектантот и ние како урбанисти го вградиме најдобрата намера и најдобрите идеи во деталниот урбанистички план градска четврт број 6. На презентацијата на нацрт предлогот за деталниот урбанистички план за градската четврт број 6
Беше речено дека на овој простор е планирана изградба на катна гаража, но од присутните граѓани имаше забелешки за можната нејзина локација. Со организирањето на презентацијата всушност почнува постапката за донесување на измените во деталниот урбанистички план, односно граѓаните можат лично или по електронски пат да поднесат своји забелешки до општинските служби. Рокот до кога ќе трае јавната расправа е до 3 јануари идната година. Градоначалникот Николчо Илиев ги отфрла обвинувањата преку социјалните мрежи дека пошумувањето што го организираше локалната самоуправа било со цел да се спречи слична иницијатива на неформалното граѓанско движење за почист воздух. Според него, обезбедени биле дополнителни садници за реализација на слична акција, што би се реализирала со подршка од јавното претпријатие Национални шуми. Минато неделната акција за пошумување, што ја организираше општина Кочани, била дел од планираните активности за заштита и унапредување на животната средина и една од превентивните мерки за намалување на аерозагадувањето во иднина, а не со цел да се спречи слична граѓанска иницијатива. Такво е објаснувањето на градоначалникот Николчо Илиев, откако на социјалните мрежи имаше коментари и обвинувања од и локалната самоуправа ја презела идејата за пошумување. За акцијата беа обезбедени околу 1300 садници, за што биле известени сите заинтересирани граѓани да се приклучат во пошумувањето. Видов, односно слушнав, информиран сум дека на социјалните мрежи се објавени повеќе невистини. На вистина категорично одбивам дека се работи за некаква наша идеја, да на некој украдеме идејата или иницијативата за пошумување. И лично сметам дека ние покажавме и докажавме дека не зборуваме, туку ги решаваме проблемите и ако има проблем, тогаш седнуваме и разговараме и го решаваме. И сметам дека реализирањето на една ваква акција е од интерес на сите граѓани, а не на поедини групи и затоа мислам дека во колку ни сите ни се придружија, секако дека ефектот и ќе беше поголем. И на крајот морам да кажам дека ова ми дава еден сигнал дека не се работи за решавање на некој проблем, туку покажување на некои други мотиви, од кои причини не знам. Според Илиев, општината посредувала да се обезбедат дополнителни количини садници, за да може да се реализира и граѓанската иницијатива за пошумување. А зашто веќе били известени представниците на граѓанското движење. Од Националните шуми и Министерот за земјоделие излегува во пресрет и обезбедивме 1000 садници и веднаш беа обавестени дека садниците беа обавестени дека се обезбедени, меѓутоа тие во тој момент ги одбија, на што ние категорично одговоривме дека садниците ќе бидат резервирани до вторник, до денеска, во колку се јават, ќе бидат доделени и секако во соработка со Национални шуми ќе биде одредено подрачје каде ќе биде извршено пошумувањето и еве денеска очекувам дека тие ќе искористат таа шанса и ќе се јават да ги подигнат садниците, а понатаму во текот на утрешниот ден или во текот на неделата да заедно со Национални шуми ја определиме локацијата за пошумување и во недела или кога тие мислат да ја направат оваа акција. Ние како локална самоуправа остануваме понатаму посветени на решавање на проблемот за загадувањето, значи работиме практично и верувајте како и многу други работи не се решаваат проблемите преку Facebook, туку се решаваат со конкретни акции. Ние имавме пример каде што гасењето на пожар многу поубаво изгледаше и многу поубаво се гаси преку Facebook отколку на лице место. Изгледа и овој пат садењето на садници, пошумувањето полесно е на Facebook отколку на лице место. Меѓутоа ние како локална самоуправа остануваме посветени и тоа ќе го правиме на терен и според програмата и во соработка со сите надлежни служби во овој дел. Од граѓанското движење за почист воздух рекоа дека веќе поднеле писмено барање до општината за да добијат садници за најавената акција за пошумување. Акцијата под мотото Засади иднина е планирано да се реализира во текот на престојниот викенд, во зависност од временските услови. А зашто заинтересираните граѓани ќе бидат дополнително информирани преку Facebook профилот на движењето. Реконструкција со втор слој асфалт на локалниот и најфреквентен пат на релација град-населено место. Со 3 милиони динари се асфалтира патот Виница-Јакимово.
И на почетокот на декември продолжуваат градежните активности со асфалтирање на улиците во градот и населените места за кои општината издвои средства во висина од 13 милиони денари. Најавената реконструкција на патот Виница Јакимово продолжува според планираната динамика. Продолжуваме со градежните активности во општина Виница. Како што истакнавме, продолжуваме со нов слој на асфалт, а тоа е на потегот од Бојаџевски бунар, бараките, па се до влездот на село Јакимово. Овој потек е во должина од 806 метри, а инвестицијата е 3 милиони денари. Паралелно со асфалтирањето ќе биде уреден и паркингот покрај здравствениот дом во Виница. Инаку оваа е најфреквентна сообраќајница, пред се заради локацијата на здравствен дом, како и заради постоењето на бензинска пумпа. Во попладневните часови патот Виница Јакимово е и редовна пешачка зона на виничани. Советот на општина Виница ја одржа редовната 26-та седница, на која беа разгледани и усвоени повеќе точки. Најдискутабилна точка беше извештајот на јавното претпријатие Солидарност, од каде што се најавија повеќе амбициозни мерки за зголемување на наплатата. И Советот на општина Виница даде зелено светло за формирање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад депонија Мечкуевци, со седиште во Свети Николе. Во ова регионално претпријатие ќе се собира отпадот од 18 општини: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново, Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Куманово, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково, Старо Нагоричане и Свети Николе. За формирање на ова претпријатие неопходните 3 милиони денари ги обезбедуваат општините пропорционално согласно бројот на жители. Виница треба да обезбеди 160.298 денари. Во ова претпријатие ќе се собира безопасен отпад, ќе се обработува и одстранува безопасен отпад, ќе се демонтира кршот, ќе се обновуваат посебно издвоени материјали, а како приоритетна дејност ќе биде обработка и одстранување на безопасен отпад. Ке има 6 претоварни станици, од кои една и во Виница, за Кочани, Чешиново, Облешево, Зрновци, Берово, Македонска Каменица. Со собствени средства од буџетот ќе се кофинансира изградбата на пристапниот пат до земјоделските површини место викано Добрава со средства во износ од 290.505 денари. Останатите 993.760 денари се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој. Советот на општина Виница даде поддршка на апликацијата за проектот енергетски ефикасен објект, пристапен и достапен за сите, со кој треба да се овозможи изработка на техничка документација за енергетска ефикасност на целиот објект на општинската зграда со замена на фасада, реконструкција на кров, поставување на лифт и нов систем за грејење. Најдискутабилен на 26-та седница беше извештајот на јавното комунално претпријатие Солидарност. Новиот директор Трајков најави повеќе амбициозни мерки за зголемување на наплатата и наместо досегашните загуби кои ги прикажува ова претпријатие, како нов директор проектираше многу поголеми приходи од досегашните. Со предлог одлуката за проширување на средствата на буџетот, приходниот дел е зголемен за износ од 628.000 денари. Зголемувањето се должи на донациите кои ги добија градинката во износ од 303.500 денари од германската амбасада, основното училиште Гоце Делчев и средното училиште Ванчо Праке, кои беа наградени од Фондот за иновации. Основното училиште со 40.000 денари, додека средното училиште со 284.500 денари. За организиран дочек на новата 2020 година, Советот на општината одобри 200.000 денари за украсување на градот и населените места, како и за новогодишни подароци. Партијата за демократски просперитет на ромите одржа работен состанок во Виница, на кој беа конституирани новите партиски тела, а се избра и нивни председатели. Иако се очекуваше, сепак партијата се уште јавно не одлучи дали и со кого ќе коалицира на предстојните парламентарни избори. Централниот и извршниот комитет на Партијата за демократски просперитет на ромите одржаа работна средба на која присуствуваат 350 представници од општинските организации на партијата. На средбата, што се одржа во Виница, формирани беа и форумот на жени и форумот на млади, со што ПДПР го комплетираше конституирањето на партиските тела. На седницата на Централниот и извршниот комитет едногласно беше донесена одлуката доктор Джелјана Асанова од Штип да биде председател на форумот на жени, а Руфат Јашари од Куманово е избран за председател на форумот на млади.
Ние сакаме како партија да отвориме можноста и на нив да влезат во истата партија, да се активно вклучени и самите за себе да одлучуваат за своите потреби и интереси, вклучувајќи нормално и нас. Исто така што се односува по однос на формирањето на Унијата на млади сили, мораме да им дадеме шанса и на нив активно да бидат вклучени во партијата. На состанокот покрај актуелното именување и дополнување на членови на Партијата за демократски просперитет на ромите, се зборуваше и за актуелната политичка состојба во државата, како и за плановите и програмските идеи и движењето на партијата. Сепак немаше известување дали е донесен конкретен став за коалицирање со друга партија за престојните парламентарни избори. Се очекува ваква одлука да биде донесена по направените меѓупартиски состаноци што следуваат во наредниот период. Хуманитарен концерт за помош на 6-годишниот Јане Николов од Зрнов се организираат членовите на младинската организација Авангарда при Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Ке се одржи в петок во Центарот за култура Бели Мугри со почеток во 19 часот. Членовите на младинската организација Авангарда во заедничка хумана мисија за помош на малиот Јане од Зрновци, на кој му се потребни средства за лекување во Турција. Поради сериозни компликации, му е откажана функцијата на бубрезите и сега лежи врзан за кревет. Тоа е убиствено за едно 6-годишно детенце. Лекарите од Турција му ветуваат целосно опоравување со лекување, за кое се потребни многу финансиски средства, кои што родителите на Јане во моментов ги немаат. Затоа учениците се организираат заеднички да му помогнат да собере дел од средствата. Ние, членовите од младинската организација Авангарда при Средното општинско училиште Гошо Викентиев, организираме хуманитарен концерт со цел да му помогнеме на малиот Јане. Тој боледува од заболување на бубрезите и му се потребни средства за операција во Турција. Концертот ќе се одржи во Центарот за култура Бели Мугри во 19 часот. Ги поканувам сите хумани граѓани да ја покажат својата хуманосно дело. Само да најавам дека на настанот ќе учествуваат ученици од нашето училиште Гошо Викентиев и ученици од Љупчо Сантов и како и Monsters Band. Членовите од бендот, како и ние учениците, сме во хумана мисија да му помогнеме на малиот Јане. Учениците уште еднаш ги повикаа сите хумани граѓани кои се во можност да дојдат и да присуствуваат на концертот со цел да се соберат повеќе средства за лекување на малото детенце. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.